Термин за вести на КТВ Добро вечер. Скромно со своите вработени и своите партнери. 7 мај, денот на македонската полиција, денеска го одбележа полициска станица од општа надлежност Кавадарци. 7 мај, денот на македонската полиција, со скромен коктел заедно со вработените и партнер со работниците, денеска го одбележа полициска станица од општа надлежност Кавадарци. Во служба на граѓаните во тие рамки накратко од полицијата информира и за работата во 2014 година. Во изминатата година полициската станица од општа надлежност Кавадарци својата функционална надлежност ја извршуваше одговорно и целосно како на превентивен, така и на репресивен план, без разлика на околностите и условите, информираат од кавадаречката полиција. Криминалистичката полиција при полициска станица од општа надлежност Кавадарци своите активности годинава ги засноваше врз основа на програмата за работа, Законот за внатрешни работи и Законот за полиција, Кривичниот законник и Законот за кривична постапка. По одделните закони по областа, како и посебните упатства и инструкции добиени од Министерството за внатрешни работи, додаваат оттаму. Тоа значи дека во применувањето на своите овластувања службите секогаш поаѓаа и делуваа само ако е исполнет принципот на легалитет. Така на превентивен план реализирани беа проекти и трибини, превенција од употреба на петарди, превенција од трговија со луѓе, почитувај, толерирај, сите сме различни, а сепак исти, безбедно управување на пешачки премин, стоп за насилството во средните училишта, трговија со луѓе, заедно против насилството во училиштата, полицаец за секое училиште, полицијата и учениците се дружат да ги заштитиме децата во сообраќајот, безбедност во сообраќајот, врзи се и ти со сигурносен појас, безбедно управување на трактор со приколица, кога возиш немој да пиеш, кога пиеш немој да возиш, безбедно управување на велосипед, неприлагодена брзина како причина за случување на сообраќајни незгоди и слични активности. Во областа на криминалитетот регистрирани се вкупно 386, односно 379 кривични или возголемување од 1,8% дела и службата посебно внимание посветуваше на расветлувањето на кривичните дела со непознат сторител и притоа постигната ефикасност од 57%. Во областа на јавниот ред и мир имаме регистрирано 209, односно 207 прекршоци, кои се возголемување од 0,9%, а службата во текот на годината поднесе 189, односно 186 барања за поведување на прекршочна постапка за сторени прекршоци од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, кои се возголемување од 1,6%, потоа 26 барања за сторени прекршоци од јавниот поредок, како и 43 барања од Законот за јавна чистота. Во областа на сообраќајот, полициското оделение за безбедност на патниот сообраќај во текот на извештајната година се постави главно во превентивен план, а постапувајќи согласно инструктивните телеграми од Министерството за внатрешни работи и како резултат на тоа имаме намалување на бројката на загинати и телесно повредени лица во сообраќајните незгоди за цели 28,45%, информира кавадаречката полиција во рамки на 7 мај, денот на македонската полиција. 7 мај денеска свечено го одбележа и регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци. Градоначалници, суди, јавни обвинители, директори, раководители на јавни установи и предпријатија, представници на бизнис заедницата, армијата на Република Македонија, полицијата денеска беа дел од свеченоста која во рамки на 7 мај ја организираше регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци. Вашето присуство овде е уште еден потик и дополнителен мотив да продолжиме да работиме со несмален интензитет и вложување на максимални напори при остварување на поставените задачи, им се обрати на присутните началникот на регионалниот центар за гранични работи Југ, магистар Митко Пешов. Нашата цел и мисија, односно целта на Министерството за внатрешни работи, пред се и над се е почитување на законите и остварување на принципот на владење на правото, со што би се остварила и основната функција на полицијата, а тоа е заштита на основните човекови права и во таа смисла обезбедување на мирно и безбедно општество. Безбедно општество без криминал со силни гаранции за неповредливоста на домот и имотот, како и заштита и сигурност на личниот и телесниот интегритет на граѓаните е целта кон која сите ние целиме.
Безбедноста на општеството нераскинено е поврзано со безбедни и сигурни државни граници и обезбедување на територијалниот суверенитет и интегритет на Република Македонија. И денес Република Македонија, како и многу пати до сега во минатото, е исправена пред предизвиците кои ги носи секој нов ден. Но ние силно веруваме и ве уверуваме дека македонската полиција има и сила и капацитет да се справи со секој предизвик кој го имаме денес или ќе се појави утре. Македонската полиција поседува високо ниво на професионалност, етичност и интегритет и слободно и без скромност може да се пофалиме дека се наоѓаме на исто, а понекогаш и на повисоко ниво со најсовремените полициски служби и по ниво на обученост и по ниво на професионалност. Зашто повеќе пати имаме добиено и признанија. Еве, дури и денес овде меѓу нас, како што може да приметите, се наоѓаат повеќе наши колеги од повеќе европски држави и наши соседни држави, со кои заедно целосно рамноправно учествуваме на заеднички мултинационални операции. На една од тие операции во моментот сме и домаќини. Наши колеги многу често учествуваат на вакви меѓународни операции во многу држави и секогаш се враќаат со највисоки оценки и пофалби за успешно завршената работа. Уште една за крај, сакам да испратам јасна порака и да ве уверам дека ние припадниците на Министерството за внатрешни работи, како и досега, тука сме и денес, а ќе бидеме и утре секаде онаму каде што ќе има потреба да ја заштитиме Република Македонија, да ги заштитиме граѓаните на Република Македонија и понатаму максимално ќе даваме цел од себе да го обезбедиме мирот и спокојството на сите граѓани на Република Македонија. Во рамки на денешната свеченост од името на сите во гранична полиција, началникот Пешов на својот колега Тони Димовски, за кој овој 7 мај беше последен работен ден, му врачи скромен подарок и решението за пензионирање. На скромниот коктел во дворот на граничната полиција присутните споделија искуства и спомени. Честитки на македонските полицајци им упатија и присутните представници на внатрешните органи од бившите ЈУ републики. 7 мај денот на македонската полиција го одбележа и СВР Велес. Секторот за внатрешни работи Велес традиционално и оваа година го одбележа денот на македонската полиција 7 мај. На пригодната свеченост која се одржа во просториите на СВР Велес присуствуваа градоначалникот на општина Велес, господин Славчо Чадиев, председателот на Советот на општина Велес, председателот на Основен суд Велес, основен јавен обвинител, представници од Армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана, пратеници од Собранието на Република Македонија, представници од Повардарската епархија, представници од ИВЗ, Царинска управа и други институции, како и вработени во секторот. На свеченоста се обрати началникот на СВР Велес, господин Петре Игнов, кој најпрво ги поздрави присутните, а потоа даде краток осврт на безбедносната состојба и постигнатите резултати во 2014 година, при што беше истакнато дека безбедносната проценка што ја имавме за 2014 година се покажа како точна, односно поставеноста на службите по време и по место согласно проблематиката на теренот даде позитивни резултати во смисла на успешно справување со сите безбедносни предизвици на кои наидовме. Во поставениот систем на интерресорна комуникација, координација и соработка во борбата против сите облици на криминалитет, прекршоци и асоцијалните однесувања доведе до висок степен на откривање, расветлување и документирање на кривичните дела, со што се постигнаа позитивни резултати во остварување на безбедносната функција од страна на секторот. Во делот на криминалитетот истакнато беше намалувањето на регистрирани кривични дела во однос на 2013 година за 3% и постигнатата откривачка ефикасност од 62%. Значаен е фактот што секторот за внатрешни работи Велес на ниво на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија е сектор со најмал број регистрирани кривични дела. Од областа на класичниот криминалитет бележиме намалување на евидентирани кривични дела за 5,4%, при тоа најзастапени се кривичните дела против имотот, односно тешки кражби, каде имаме кривична ефикасност од 44%, разбојништва со откривачка ефикасност од 60%, кражби и останати кривични дела
тренд на намалување бележиме и кај кривичните дела против животот и телото, половата слобода и половиот морал, каде имаме намалување од 18% во однос на 2013 година, истакнува Игнов. Во делот на кривични дела од областа на економскиот криминалитет бележиме зголемување на пријавени и откриени кривични дела во однос на 2013 година за 48%. Од областа на семејното насилство поднесени се вкупно 62 кривични пријави против 64 лица, што е зголемување за околу 14% во однос на 2013 година. Како причина за наведената состојба ја гледаме подобрата едуцираност на лицата жртви при семејно насилство, која е постигната преку низата реализирани превентивни активности за семејното насилство преку советодавни групи со граѓани, трибини и други активности, како и поради измената на законската регулатива со која се предвидени повеќе мерки за заштита на жртвата. Во делот на НАТА со дрога бележиме зголемување на откривачката ефикасност за 10%. Споредбено со 2013 година забележан е тренд на зголемување на заплена на наркотични дроги. Кај малолетничката деликвенција во однос на 2013 година бележиме намалување на бројот на извршители за 47% и зголемување на регистрирани кривични дела од 25% беше истакнато на денешната свеченост. Во делот на јавниот ред и мир имаме намалување на регистрирани прекршоци во однос на 2013 година за 19%, што укажува на правилно организирани, насочени и превземени превентивно-тактички мерки за обезбедување стабилен јавен ред и мир. Активностите првенствено беа насочени кон засилување на превенцијата и намалување на репресијата. Анализата на случајните нарушувања покажува дека истите се случуваат инцидентно, без временска и просторна поврзаност или пак поврзаност на извршителите. Најголемо внимание се посвети на безбедноста на учениците во училиштата, зашто секојдневно од страна на инспекторите за превенција и инспекторите за малолетничка деликвенција остварени се редовни контакти со релевантните служби во училиштата, односно со директорите, педагозите и останатите стручни служби. Во текот на 2014 година регистриран е само еден случај на насилство во училиште, зашто е поднесена кривична пријава према извршителите. Активностите кои СВР Велес ги преземаше во областа на сообраќајот беа насочени кон обезбедување услови за безбедно и непречено одвивање на сообраќајот. Особено внимание беше посветено на патните правци со поинтензивен сообраќај, односно места каде претходните години се случувале потешки сообраќајни несреќи. Во однос на сообраќајните несреќи со потешки последици бележиме намалување од 22%. Анализите од извршените увиди покажуваат дека најчести причини за сообраќајните незгоди се недржење страна на движење, управување под дејство на алкохол, брзо возење и останати. Одсекот за превенција при СВР Велес продолжи да го применува проактивниот концепт во работењето за надминување и разрешување на конкретните проблеми на подрачјето со вклученост на сите релевантни субјекти, секојдневно преку трибини, советодавни групи со граѓани, состаноци со разни форми, дејствуваше во делот на едукацијата на населението за превенирање на различни видови кривични дела и безбедносни појави, како превенција и заштита на пензионерите од џебни кражби и измами, злоупотреба на безвизен режим, бесправно сечење на дрва, превенција од пожари, реализирани се повеќе проекти како полицијата и учениците се дружат, најблискиот пат од училиштето до домот, соседска патрола, како сте, мојот полицаец, полицијата и граѓаните заедно, безбедно управување со мотори и други. Генерална оценка е дека секторот за внатрешни работи Велес во текот на 2014 година успешно, професионално и продуктивно ги извршуваше своите работни задачи и обезбеди стабилна безбедносна состојба на подрачјето. Наша задача ќе биде и во иднина да продолжиме да работиме на високо професионално ниво со заложби за зачувување на стабилната безбедносната состојба и неизино подобрување со што би се подобрил и квалитетот на живење на сите граѓани, истакна на денешната свеченост началникот на СВР Велес господин Петре Игнов.
Поранешниот председател на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Кавадарци и поранешен председател на Советот на Општина Кавадарци Ратко Грков денеска на пресконференција информираше дека ја напушта партијата, бидејќи не се сложува со политиката на лидерот Заев и преминува во ВМРО ДПМНЕ. Тој како шеф на изборниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз во Кавадарци во 2002, 2004, 2005 и шеф на кампања на изборите во 2014 година рече дека изборите биле фер и демократски, но социјалдемократите немале доблест да го прифатат резултатот. Грков упати апел до сите негови поддржувачи од Социјалдемократскиот сојуз да го следат неговиот чекор. Почитувани сограѓани и драги пријатели, јас, Ратко Грков, како поранешен председател на Општинска организација Кавадарци, поранешен председател на Совет на Општина Кавадарци и учесник во сите кампањи и избори во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од 1994 до 2014 година, сакам да ви соопштам и да ви кажам за работи кои што досега не сте ги чуле од партијата кој што ги повикува граѓаните на граѓанска и братоубиствена борба. Сите избори во кои што сум учествувал досега, СДСМ ги изгуби честно и коректно и немаше храброст и доблест да го признае поразот и се обиде да се служи со овакви трачарски политики кои што немаат идеолошки концепт и имаат само намера да направат братоубиствена борба. Згрозен и згорчен од трачарската политика која води Социјалдемократскиот сојуз без идеологија и која се служи само со манипулации и елитистичка политика, која не води кон излез, туку само кон нарушување на меѓучовечките односи и водени од каузата раздели па владеј, служејќи се со ниски методи на популизам, без концепт и излез за понуда за поубав живот за граѓаните, се решив да во овие тешки моменти на државата помогнам на луѓето и партијата ВМРО ДПМНЕ, која е македонска кауза и идентитет на македонскиот народ. Познавајќи ги лично луѓето кои ја водат Социјалдемократскиот сојуз и оние кои се спремаат и чекаат како хиени да го поделат пленот врз основа на кавга и раздор меѓу македонскиот народ и нација, и луѓе кои се грижат само за себе, а не и за народот, себични и егоцентрични, осветољубиви и злобни, и кои цел живот се служат со потези кои ја задираат личноста на секој поединец, слушајќи дека помош ќе биде и Бранко Црвенковски, човекот кој ја доведе и државата на оваа дередже, човекот кој ги јаде добрите кадри и човекот кој 20 години води погубна политика, кој ја контролира 100% работењето на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што се работи за приватна и лична партија на Бранко Црвенковски. А лидерите после него се со кратка употребна вредност и користејќи ги како параван за тој да владее. Човек кој нема концепт и кој не нуди иднина, во моментот заедно со Соросовите мегафони и Заев како спородна улога во водењето на оваа политика. Се решив да се оттргнам и да ги прекинам конекциите со Социјалдемократскиот сојуз, која е негативистичка партија, и да се приклонам кон партијата која нуди иднина и прогрес, ВМРО ДПМНЕ, и да помогнам во овие тешки моменти во кои СДСМ повикува на братоубиствена борба. А јас, како долгогодишен член на СДСМ, не ја препознавам на мојата иднина во политиката на СДСМ и решив да се приклучам кон македонската кауза, а тоа е ВМРО ДПМНЕ. Сигурен сум дека и другите членови на СДСМ кои се сложуваат со ова моја изјава ќе го следат овој мој чекор и нема да ја поддржат политиката на Зоран Заев за братоубиствена борба и ќе се приклонат кон оваа идеологија. Денеска во Општина Кавадарци беше промовиран проектот Урбан ѕид. Кавадаречката гимназија Добри Даскалов го доби својот Урбан ѕид. По успешно спроведениот проект во неколку градови низ државата, денес и Кавадарци се вклучи во проектот на Агенцијата за млади и спорт, наречен Урбан ЗИД, со кој се стимулираат младите луѓе да ја изразат својата креативност во цртањето, без да уништат или оштетат некој јавен објект или површина. Во таа насока директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски и градоначалникот на Општина Кавадарци Александар Панов, заедно со кавадаречкиот ликовен уметник Трајче Павлов и неколку ученици од гимназијата на еден од зидовите на гимназијата Добри Даскалов исцртаа графити.
Денеска на мое големо задоволство заедно со градоначалникот на општина Кавадарци господинот Александар Панов го промовираме проектот на Агенцијата за млади и спорт, символично наречен Урбан Зид, со кој што сакаме да ги стимулираме младите луѓе во Република Македонија да ги искажат своите креативни мисли, својата креативна интелигенција и својот креативен потенцијал и секако да испишуваат позитивни пораки на јавните површини. Најчесто цртањето графити во светот и во Република Македонија се смета за вандализам. Меѓутоа кога постои строго определена локација за искажување на позитивните мисли пред се на младите луѓе, тоа секогаш наидува на позитивна реакција кај случајните минувачи и токму во таа насока и овој проект кој што Агенцијата за млади и спорт го реализира во соработка со единиците на локална самоуправа е токму во таа насока да ги стимулираме младите луѓе да го искажат својот креативен потенцијал преку испишувајќи позитивни содржини и да ги одвратиме од идејата да пишуваат било какви содржини, односно содржини со негативна конотација на било која локација. И во таа насока веќе овој проект успешно го реализиравме во повеќе општини, пред се во општините Гостивар, Велес, Битола, Делчево, Кочани, дел од општините сами го реализираа. Денеска сме на мое големо задоволство во Кавадарци и верувам дека оваа наша иницијатива ќе биде поддржана и од останатите општини во Република Македонија. Еве, мене ми е посебно чест што директорот на Агенцијата за млади и спорт е во Кавадарци. Фактички ни се поклопија двете идеи. Ова беше идеја на многу кавадаречки уметници уште пред 2-3 години, меѓутоа можеби заради занемарување и сметавме дека не е толку битна работа и не беа толку настојчиви за да се реализира ова, а и тогаш немавме некоја поадекватна локација. Еве, независно од тоа што касниме 2 до 3 години, сега еве го реализираме ова како проект. Во иднина размислувам да уредувањето на кејот, односно дел од кејот биде простор кој што ќе биде наменет за ваквите уметници. Еве, однапред да ги информирам дека локалната самоуправа не го заборави тој состанок со тие наши дечки кои што цртаат и кои што патем речено го нацртаа Мекелеб, кој што беше пренесуван на сите телевизии тогаш кога македонската кошаркарска репрезентација ги забележа своите најголеми дострели. Кејот на реката Луда Мара, односно нејзиното идно продолжување ќе биде простор каде што тие ќе можат да се изразат и да нацртат нешто што кореспондира на денешницата, па можеби да биде некоја фикција како што ова ја гледаме тука, се само не она што значи вулгарност. Како што наведуваат локалните власти, со овој проект ќе се подигне свеста кај младите за одговорно однесување кон јавните објекти и разубавување на старите објекти и одредени површини кои ќе добијат нов урбан лик. Со пригодна свечена програма, детската градинка Фемо Кулаков од Неготино ја прослави својата 55-та година. Пред 55 години нашата градинка се роди, детската рака да ја држи низ волшебниот свет на бајките до светот на возрастните. Од многумина градена и чувана од децата милувана, нашата градинка сјае уште долги години ќе трае да негува љубов и радост за идната наша младост. Години поминуваа ете така градинката наша, кокошница жива се радува на секое дете, секоја година безгрижно детство да има, да расте, да цвета слободно како птица да лета. Се наредија 55 години, поминаа многу дни среќни и радосни. Градинке моја најмила, ти ми даваш сила, најсреќен сум во твоите крила. Моето топло гнездо секогаш си била, среќен роден ден, градинке моја мила. Со оваа порака дечињата и го честитаа 55-тиот роден ден на детската градинка Фимо Кулаков од Неготино. Во преполната сала на Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино со богат музичко-сценски перформанс насловен како Будење на пролетта. Синоќа детската градинка Фимо Кулаков од Неготино ја прослави 55 годишнината од своето постоење. Преку игра и песна дечињата ја славеа пролетта, украсуваа дрво со пролетно цвеќе и го закитија со пролетен венец. Сјајни, блескави. Тоа се нашите деца. Има едно чувство на бескрајна љубов. Тоа е грижата за децата. Има една визија кон која се стремиме. Тоа е подобра иднина на нашите деца. Има еден пат по кој треба да се оди. Тоа е патот до детските срца. 55 години. Детска смеја, среќа, радост. Во изминативе 55 години, нашата градинка, која го носи името на храбриот борец за слобода, Фемо Кулаков, храбро чекореше кон остварувањето
на поставените цели за афирмација на предучилишното воспитување и образование во општината. Заслужни за тоа беа воспитно-згрижувачкиот кадар, кој е носител на дејноста, како и другиот помошен и технички персонал, предводени од успешни, упорни, истрајни и креативни раководители и директори. Оваа градинка представува средина со најдобри услови, средства и е пример за развој на предучилишното дете. Во неа се реализираат голем број осмислени активности кои придонесуваат за поттикнување на индивидуалните способности и потенцијали на децата. Денес оваа установа ја сочинуваат 66 вработени, распоредени во 2 објекти во градот и 3 во руралните средини, кои се грижат за 400 предучилишни деца. Пред почетокот на представата, присутните граѓани од Неготино во фоајето на Центарот за култура имаа можност да погледнат голем дел од цртежите и фотографиите изработени и насликани токму од дечињата кои ја посетуваат оваа градинка. Средношколци од Велес 7 дена ќе престојуваат во посета на Франција, ќе ги пречекаат нивните врсници кои претходно беа во посета на Велес. 30 на средношколци од Велес ќе се запознаат со француската култура и обичаи. 7 дена ќе престојуваат во регионот Долна Нормандија. Ги пречекуваат нивните врсници кои на почетокот на годинава го посетија Велес. Очекуваме пред се убаво да се поминеме, добра дружба, значи со децата од таму, веќе си имаме запознаено со некој плюс пријателство нови ќе стекнеме. Пред се, значи, убаво да си поминеме, да размениме нови искуства, нови идеи. Очекувам ова искуство да биде навистина одлично. Оваа прилика не може да доживее секој, навистина одлично што не одбра нас пример по 10 ученика од едно средно училиште во општина Велес. И се надеваме се најдобро. Веќе првата фаза од овој проект се оствари во јануари, каде што учениците од Шербур пристигнаа кај нас и ние имавме шанса и можност да се запознаеме со нив. И сега обратно, ние одиме во Шербур. Освен ученици, во францускиот град Шербур заменуваат и неколкумина професори. Сметаат дека тоа ќе биде одлична можност да се запознаат со образовниот процес. Велат дека моделот на европско образование ќе се обидат да го спроведат во своите училишта. Сметам дека овој престој и низ овие активности кои што се предвидени во рамките на проектот ќе се обидеме максимално да направиме напори да го имплементираме тоа повраќањето во нашиот образовен систем, во нашите училишни центри. Посетата на Долна Нормандија се реализира преку проектот Споделено наследство. Се спроведува во рамки на билатералната соработка меѓу општините Велес и Шербур. Со делегацијата заминува и дел од општинската администрација. Според градоначалникот Славчо Чадиев, тоа е добра можност да се стекнат искуства за работата на локалната самоуправа. Општинската администрација ќе има средба со администрацијата на Шербур, за да ги размениме искуствата во начинот на работењето, подготвувањето на нашата администрација за она што е патот кон Европската унија. Од 11 до 18 мај ќе трае посетата на францускиот регион Долна Нормандија. Авионските билети до Париз и автобускиот превоз го финансира градот Шербур. Младинскиот аматерски театар кој веќе 3 години опстојува во рамки на Советот за превентива против малолетничка деликвенција, вечерва повторно на цената при Домот на културата во Кавадарци ја поставуваат представата Вера дела Вера, сега со изменета верзија и нови улоги. Вера дела Вера е всушност стар проект, веќе го имаме поставено во Домот на културата Иван Мазов Климе. Меѓутоа на некој начин Вера дела Вера reload или малце преработена, со на фактот што имаме нови улоги, значи нови дечки кои што се појавуваат во главните улоги и имаме, ако така можам да кажам, нови финти убацени. Инаку станува збор за младинскиот аматерски театар при Советот за превентива против малолетничка деликвенција. Театарот екзистира веќе некои 3 години, веќе ги дадовме представите, значи Вера дела Вера, Отибе вака, утре, значи четврток, 7 мај од 19:30 Вера дела Вера повтор пат, односно reload. Учествуваат дечки, млади, девојчиња, ученици од сите основни и средни училишта во градот. Всушност почнавме ние како некоја си новинарско-театарска секција при Советот за превентива и лека полека прераснуваме во еден младински аматерски театар. Бидејќи дечките се определија за театарот, интересно му е.
Еве да конкретно за ова представа сушто станал збор за настани кои што се случуваат во нашиот град, во Кавадарци, само да кажам представете на чист кавадаречки јазик, чист кавадаречки дијалект, чист кавадаречки хумор, 90 минути чисти. Значи станува збор за настани и случаи кои што го осекуваат животот на младите во Кавадарци, преку најразноразните ситуации во кои што запаѓаат главните јунаци. Двете представи, и Отибе вака и Вера Далавера, се мој текст. Веќе се подготвува трет текст, меѓутоа ја подготуваме Отибе вака повторно, со оглед на фактот што станува збор за еден интересен театарски команд, исто така комедија. Одамна не сме ја дале веќе 2,5 години и дечките баш ме потсетија, викат Мики додека чекаме третата, ајде да најме пак Отибе вака, така да веќе сме во завршна фаза и со Отибе вака и претпоставувам некаде дека за крајот на учебната година би требало и Отибе вака да дајме. И само да кажам дека во преговори сме во овие моменти, значи ако не сме во преговори, тогаш сме во она почетна фаза од преговорите, да заедно со Младенскиот аматерски театар ја дадеме Вера Далавера и во околните места, значи Неготин, Одимир Капија, што знам, Градско, Росован, секаде каде што ќе имаме можности, каде што ќе ни излезат во пресрет, бидејќи пак ќе потсетам, станува збор за ученици од основните и средните училишта, имаат дечките обврски спрема училиштето, полуматури, матури и ред други работи, така да зависно од времето ќе се обидеме да даеме оваа представа и надвор од градов. Во организација на Сојузот на училишни спортови на град Кавадарци во вторник ќе се одржи велосипедска парада, со која ќе се испрати порака до сите да се користат велосипедите во секоја пригода, а да се изостават автомобилите. Парадата ќе започне од 11:30 часот од градскиот плоштад. На истата ќе се приклучат учениците од сите основни и средни училишта од Кавадарци. Исто така ќе се одржи изложба на велосипеди, а за учесниците ќе има и богата лотарија. Главната награда е велосипед, информираат од Сојузот на училишни спортови од Кавадарци. Во пресрет на Светскиот ден на спортот 10 мај, секторот за промоција, анализа и следење на незаразни болести при Институтот за јавно здравје со пораки до возрастните за поголема физичка активност за подобро здравје. Обидете се физичката активност да ви стане секојдневна активност. Пешачете до работното место за време на паузата за ручек и после работа движете се. Ако почнувате сега, започнете полека и помалку време вежбајте, а потоа постепено зголемувајте ја физичката активност. Нека физичката активност ви биде секојдневна активност. Прошетајте во населбата, играјте со децата или танцувајте во ритмот на саканата музика. Вежбајте заедно со вашето семејство, со пријателите. Ова се дел од пораките на секторот за промоција, анализи и следење на незаразни болести до возрастните, а во пресрет на Светскиот ден на спортот, кој годинава се одбележува под мотото "Движи се за здравје". Исто така се советува граѓаните да одат на работа со велосипед, да се качуваат по скали наместо со лифт, да се пешачи до училиште, колата да се паркира подалеку. Пешачењето е лесно, забавно, а има и моментални придобивки. Повеќе од половината мускули на телото се користат при одењето. За 3 или помалку месеци ќе почувствувате голема промена, ќе се чувствувате подобро, ќе имате повеќе енергија, ќе го намалете стресот и ќе спиете подобро. Возрастни, пешачете или возете велосипед, ограничете го времето пред телевизија, компјутер, поставете си цел за физичка активност и направете план за да се постигне целта. Поврзете се со други пријатели кои практикуваат физичка активност. Семејства, практикувајте заедничка физичка активност, шетање, планинарење, возење велосипед, пливање, работа во двор, градина, порачуваат од Институтот за јавно здравје. Времето утре ќе биде сончево и посвежо со мала до умерена облачност, ќе дува до умерен северен ветер. Температурата ќе се движи до 26 степен. Тука е крајот на денешното издание на вестите. Имајте убава и пријатна вечер и останете со програмата на КТВ.